Добро вечер, кој ти истражуваше? Кој ги пали викендиците, куќите, продавници, амбуланта во селата по течението на реката Бабуна? Сторителот е добро познат на полицијата, обвинителите, судовите, но не одлежал затворска казна, барем според документите. Останете со нас. Во овој код се навраќаме на истражувањата за убиството во село Ореше, кое ја разбранува јавноста не само поради самото убиство, туку и поради тогашните наводи за шверц на оружје, вмешаност на полицијата и осудувањето на новинарот Кежаровски. Сето тоа беше поврзано со едно име – Ѓоре Петровски. Сега неговото име и неговото во наводници хоби повторно се појави во истражувањата на код. Кога неколку жители од селата кај реката Бабуна ни се јавија дека им се запалени куќи или викендици, не претпоставувавме дека палењата не се едно или две, туку дека се работи за масовно палење на недвижнини во близина на село Нежилово. Колегата Срđan Стојанчов на терен затекна многу остатоци по пироманскиот поход на едно лице. Речиси сите тврдат дека пожарите се нарачани, но ги извршил Ѓоре Петровски. Тој во моментов е во притвор. Но кога го проверивме неговото досие, видовме пресуди за палење од 2015-2016 година, но ова име и презиме и покрај пресудите го нема во затворските списи дека одлежал казна. Еве го прилогот. Ќе ставили некој конечно крај на пироманијата во Велешки Азот. Само во изминатите 5 години во регионот од само неколку села со вкупно 100 жители има потпалено неколку куќи и викендици, а сторителите најчесто остануваат непознати. Живописниот предел по горното течение на Бабуна во подножието на масивот на Мокра планина наместо по природните убавини во изминатата деценија ги полни страниците на црната хроника во медиумите. Запалена продавница, запалена амбуланта, запалена викендичка, запалена куќа, возила, штали, помошни простории. Сторителите почесто остануваат непознати отколку што се откриваат. Последниот подметнат пожар се случи во мај минатата година. Изгоре викенд куќа во напуштеното село Капиново на патот меѓу Богомила и Нежилово. Само бетонскиот фундамент и подгорените греди на соседниот објект сведочат дека до пред 8 месеци на ова место имало куќа. Ја изградил Игор Јорданов од Скопје пред 15 години кога се вратил од странство со намера да ужива во мирот и прекрасната природа покрај Бабуна. Најголем дел од годината живее во таа куќа. По пожарот ја подсредил соседната и сега престојува таму. На плацот едно до друго имало 2 куќи и помошен објект. Едната веќе ја нема. Надзорните камери поставени на објектот на Јорданов покажуваат што се случило. На 10 мај минатата година околу 3:30 среден ноќ се гледа како возило поминува по патот пред куќата. 2 минути подоцна двајца мажи доаѓаат пред капијата. Ја прерипнуваат оградата. 10 минути подоцна влегуваат во куќата, ја палат и заминуваат. За разлика од претходните неколку пожари во куќи и во викендици во регионот, овој пат сторителите се фатени. Пред суд беа изведени двајца прилепчани и жител на соседното Ореше, осомничен дека бил организатор на подпалувањето. Се работи за човек кој во изминативе години често ги полнеше страниците од црната хроника во медиумите. Ѓоре Петровски, познат како Ѓоре Американецот, затоа што како гастарбајтер со години живеел во Соединетите Американски држави. Петровски беше главниот обвинет во случајот ликвидација за нарачаното убиство на Лазо Милошевски во Ореше во 2005-та. Беше обвинет дека од Америка, каде што живеел тогаш, го нарачал убиството на соселанецот Милошевски поради одмазда. Откако беше депортиран од Соединетите Американски држави, каде што престојувал нелегално, беше изведен пред Велешкиот суд заедно со двајца осомничени извршители на убиството.
Случајот се влечеше по судовите со години. Беа осудени, па пресудата падна на апелација и вратена на повторно судење. Па ослободени, па повторно на апелација, па повторно ново судење. Поречи си децениска судска голгота, конечно беа ослободени во 2017-та. Обвинителството не успеа да им докаже вина. Во меѓувреме, во изминатата деценија, Петровски 2 пати беше осудуван на затворски казни за палење објекти во родното село на луѓе кои нешто му се замериле. Сега повторно е обвинет за потпалување. Пред судот во Велес се брани дека не е виновен. Според обвинението, двајца прилепчани, Сашо Муневски и Даниел Димески, по претходен договор фатиле такси и дошле во Ореше кај Петровски. Тој ги довел до куќата на Јорданов и ги чекал во такси возилото. Тие влегуваат, ја палат куќата, пошто брзо заминуваат. Го оставаат Петровски дома во Ореше и си одат за Прилеп. Муневски признава вина и е правосилно осуден на 7 години затвор. Изјавил дека не го познава сопственикот и ја запалил куќата по нарачка. На местото го донел токму Ѓоре Петровски. Димески и Петровски се бранат дека не се криви за пожарот. Велат дека мислеле дека одат на кражба, а не на палење. Јорданов не познава никого од обвинетите. Убеден е дека се работи за нарачка, откако што вели локални шерифи кои го тормозат локалното население. Јас со нив не се ни познавам. Прв пат ги гледам, ги видов во судница. Така да они се само извршители и организатор. А нарачателите се надевам дека набрзо ќе бидат откриени и дека ќе биде се во ред. Торо се сомневате ли на некого кој би можел ова да ви го направи? Јас точно знам кои се нарачатели. Станува збор за татко и за син, но во интерес на постапката, затоа што се уште трае судската постапка, не би навлегол во детаљите во врска со тоа. Што сте си сгрешиле, што сте им сгрешиле вие, што имате против, како што велите нарачателите, што ги знаете, зошто би ви го направиле ова? Не, напротив, немам ништо сгрешено, него станува збор за злоба, завист, покажување, демонстрирање на моќ која што поминува неказнено веќе повеќе од 10 години. Сигурен сум дека набрзо во текот на процесот ќе се докаже и ќе се знае се. Додека снимавме во неговата куќа, дојдоа и други соседи кои си имаат мака со запалени викендички. Јорданов имал среќа, како што вели, да дојде професионална полициска екипа да направи увид и да ги фатат сторителите. Таква среќа немале другите соседи. На 28 февруари 2023-та, пред скоро 3 години, изгоре куќата на Борис Китановски во Ореше. Китановски живее во Скопје. Само што ја реновирал за да ужива во пензионерските денови во родното село, куќата му била запалена. Сторителите не се пронајдени, иако Китановски е убеден дека куќата му ја запалил неговиот втор братучет, веќе познатиот Ѓоре Американецот. Околу мојата куќа криел крадени работи, му реков да си ги тргне за да не ми донесе белја и поради тоа се налути, вели Китановски. Според него, Петровски има заштита од луѓе во полицијата и во обвинителството и затоа не го апсат. Во селото нема многу луѓе. Според последниот попис од 2021-та, Ореше имало 71 жител. Пред да ми ја запалат куќата, ми ставил картон, вика Борис Метлар напуштија куќата, ти се брои деновите. Таа е првата закана. И ја бев увеле со јавниот обвинител, ми вика дали го знае човекот. Ја не може да го знам, ама по написменото, по пишаното, знам дека е Ѓоре. Така пишат он. Другите сите што ги знам, од страна што се цело, ги знам како пишува. И значи, негово писмо. Пензионираниот плочкар Китановски вели дека повторно сака да си ја обнови куќата во родното село.
Сега, откако Ѓоре е во притвор, во Ореше е многу побезбедно, вели тој. Лето ја ставив плоча, до плоча ја ставив и натрешно сега работа. На 70 години се мача. Што да правам, мора. Ми е мерак. Таму су роден. Со татка ми ја правив на 71 година. 10 годишно дете. И сега ме оставија на цедил. Не се фатени ниту потпалувачите на викендичките на браќата Апостоловски од Велес во Нежилово, 3 километри од запалената куќа на Јорданов. Зоран и Горан Апостоловски работат како камионџи во странство. Си направиле викендички во селото од кое потекнуваат за да одмараат покрај чистите води на Бабуна и на Чеплеска река. На 19 јуни 2020-та се уште непознати сторители ја потпалуваат викенд куќата на Зоран Апостоловски, од која остануваат само урнатини. Останува само долниот камен дел, а горниот дрвен е целосно изгорен. Потпалувачите не се пронајдени. Во меѓувреме Зоран Апостоловски повторно ја изградил викендичката. Апостоловски е убеден дека викендичката му е запалена по нарачка. Прстот го вперува во првиот сосед, сопственикот на рибникот Нежилово со кого му граничи викендичката, Трајче Димовски и неговиот син Душко Димовски, полицаец во Велес. Сакаат да не иселат, вели Апостоловски. Како почнеме да обновуваме куќата, почна и заканите од него. Значи, дојде неговиот син тука прво, Дуле Димовски, тука под мојата куќа, да ми се заканува дека татко му има 64 години, дека има пиштол, дека ќе ме убие, дека ќе ме пука, дека нив нешто ако му се случи, ќе ми пушти мафијаши да не убијат цела фамилија, дека татко му има багер, дека има срце големо, ќе ни ја сруши и запалената куќа ќе ни ја сруши. Што јас тоа го пријавив сето во полиција, но полицијата за жал дента немаа возило да дојдат, за да после тоа он после 1 сат истиот тој Дуле помина тука и пак ми се закануваше. Нели, зошто сум го пријавил? Зошто? Значи, и за по негова пријава за после пола сат дојде полиција. Значи, како најдоа кола, како најдоа возило, не знам тоа, нема. Тука не можам да навлегувам, така да ние сме континуирано после тоа под притисок. Се уште од самиот почеток јас кога го купив местово, значи го купив тука од човек од селото и го купив, нели, со намера тука до реката да направам куќа. Требало он да го купи наводно тоа место и дојде тука ми фрлаше пари и да. Значи тоа му најверојатно му пречи, не најверојатно, него му пречи местото и после тоа мене на неколку пати ми има кажувано дека тука сум се насадил во тој контекст. Во меѓувреме тој ја обновил викендичката. Поставил надзорни камери, во дворот сега чува кучиња, а таму живее и неговата мајка за да ја чува. Кога дојдов во ОЗК, говореше викендицава, сум се изгубила во несвес. Тука и оттогаш пием апчиња од психијатар. Продолжив да пием. Значи, ќе отидам кај другиот син, таму плачам. Трајко редовно не напаѓа. Мене не ме напанал до сега, не може, ама децата редовно ми тепа. Снаата ја тепа, со лопата удри, онде ја удри. Значи, немаме мир од него. Кој па да помине тука, мора беле да направи некоја. Непол месец откако беше запалена викендичката на Зоран, на 15 јули 2020-та изгори и викендичката на неговиот брат Горан Апостоловски на 300 метри подалек. Неговата била дрвена и е пеплосана до темел. Од старата куќа останал само подгорениот оджак. Потпалувачите не се фатени. Пред неколку месеци и тој почнал да ја обновува. Ние сме мирни луѓе, ние сме шофери, спиеме у 2 квадратен плек, имавме желба да направиме викендици за кои ќе бидеме слободни да уживаме. Ама сигурно сметаме, не сигурно него, 100% му сметаме на Трајко Димовски што го има рибникот, па затоа први ни ја палат на мојот брат викендицата, па после 20 дена ја палат и мојата викендица. По мои сознанија, полицијата дошла, сработило што сработило, така речено ништо. Ние секој ден, кога си бевме на пат, си дојдовме кога ги запалија, секој ден бевме у полиција, луѓето полиција кажуваа дека имаат притисоци да не работат. Секој ден бевме. Јас после тоа, кога му запалија на господинот од Ореше куќата, бевме заедно со Борче во обвинителство, ги побарав моите документи да видам до кај се,
обвинителство, моите документи ги нема. Предметот на нашата викендица го нема во обвинителство. По моја предпоставка, не предпоставка, него точно, пироманот од Ореше Ѓоре за ова викендица имаме сознание дека зел 2 туби бензин од Ореше и дошол вечерта после 23 сатот и ја запалил. А нарачател Трајко Димовски. Ова се многу сериозни обвинувања. Сериозно, точно. Тоа е моја мислење. Ако е сериозно мислење, нема друг. Ние со никого немаме ни расправи, ништо. Значи, нема друго. Вистината е таа. Зоран Апостоловски со години има нарушени односи со соседите Димовски, со кои постојано се пријавуваат во полиција и се тужат. Во 2021-та Зоран Апостоловски бил осуден на условна казна за закани кон синот на Трајче Душко Димовски. Во април 2022-та по претходна расправија Трајче Димовски ја удрил сопругата на Зоран, Сузана Апостоловска, со лопата по глава. Судот го казнил Зоран за закани со 150 евра, а Трајче бил казнет 500 евра за насилство. Во моментов тие повторно се на суд. Апостоловски се жалат дека тој ги нападнал и ја изгризал сопругата на Зоран, Сузана. Трајче Димовски пак вели го тепале со мотика и да не ја гризнал да го пуштат, ќе го убиеле. Димовски вели не е тајна дека има нарушени односи со соседите затоа што узурпираат државно земјиште со кое му спречуваат да дојде до рибникот кој ги има сите потребни дозволи за да работи. Смета дека спротивно на законот Апостоловски заградиле државно земјиште и врзале кучиња за да му оневозможат да се грижи за рибникот. Ми го блокираат каналот, ги искршија капаците и врзаа кучиња за да не можам да одам. Вработувам луѓе, го одржувам патот, градам манастир. Со обвинувањата ми го нарушуваат угледот, вели тој. Заради тоа што цело време бели само ми прават со каналот, таму издупчија каналот, го подкопа каналот, насречницата подкопа, вода на вратија одозгора, ми однесе на кволата над хотелот Ровој направи и ред други работи, кој знае колку работи. И затоа се сомневаат они на сето тоа. Јас сум нарачател, кој што ја врска немам од тие работи. И го поврзува тоа со Ѓоре, го поврзува што ишол овдека. Ја не можам да го заправам Ѓоре, ја нисум седнал со Ѓоре, па него да седнам со него. Ни најмалку. Еднаш сам имам седнато, кој му беше роднини негови, кои што беа тука, а ме познаваа мене и мораше да седнам ради роднините. И ја не со Ѓоре не сум ни седнал, ни сакам да седнам. Они го поврзуваат тоа дека Ѓоре ишол во ресторанскиот дел тука ишол. Ја не можам некој што ќе дојде во ресторанскиот дел да го бркам назад или да чујам некој бил каков човек да е криминалец или ова, тоа ја да го бркам од овдека. Како можеме да ги избркаме некога од овдека? Објектот јавен карактер е за луѓе. Режираат работи и тоа што сака да ме наместат и мене, да ме наместат тука ради тоа што имотен е тој сега вака и вака. Ќе добиваме средства, ќе добиваме цело време. Петровски исто така ги негирал сите обвинувања. Ѓоре Петровски од Ореше во изминатата деценија веќе е осудуван за тешки дела против општата сигурност за подметнување пожари во неговото село. Од 1997-та тој живеел во Соединетите Американски држави до 2011-та кога беше депортиран. Велешкиот суд во 2014-та го осуди на 4 години затвор затоа што во 2007-та од Америка заради одмазда нарачал палење на продавницата во селото за што платил $800. Продавницата ја запалил Блаже Ѓурчиновски, а во пожарот изгоре и селската амбуланта што била сместена во истиот објект. Скопска апелација во 2015-та ја укина пресудата, но Велешкиот суд повторно ги осуди двајцата сторители на по 4 години затвор, по што Скопска апелација ги потврди пресудите во 2016-та. Штетата беше скоро 40.000 евра. Во септември 2015-та Петровски беше осуден на 3 години затвор затоа што истата година запалил друга продавница во селото, во сопственост на бабата и дедото на заштитениот сведок во судењето против него за нарачаното убиство на Лазо Милошевски. Изгорел и автомобил Мерцедес. Во 2015-та исто така беше осуден на условна казна затоа што претходната година натепал со селанец. Во 2020-та МВР поднесе кривична пријава против него за палење автомобил Опел Зафира во селото. Во 2022-та МВР поднесе кривична пријава против него за кражба на 3 пушки.
Во системот на управата за извршување на санкции не можеа да најдат податоци дали и колку затвор одлежал Петровски, а во моментов е во притвор поради палењето на викендичката на Јорданов во Капиново. Приказната за палежите во Нежилово и тој регион во Велешко донесе повторување на некои ликови кои веќе биле обработувани во претходните изданија и истражување на КОТ. Ѓоре Петровски беше посочуван како нарачател на убиството на Лазо Милошевски во селото Ореше. Но на крај беше ослободен во Велешкиот суд и беше потврдена одлуката на Скопска апелација. Тоа убиство се случи во декември 2005 година, 20 години подоцна. Тоа злосторство се уште не е решено. Обвинетите се ослободени бидејќи судот оценил дека нема доволно докази, а од 2018 година до сега нема никаква информација дека истрагата има резултати во пронаоѓање на злосторникот или злосторниците и расветлување на убиството. Поради случајот Ореше, во притвор заврши и новинарот Томислав Кежаровски, откако откри злоупотреби со заштитен сведок во истрагата. Но беше гонет и осуден за откривање на идентитетот на заштитениот сведок, иако немаше такви директни докази. Прогонот на Кежаровски почна откако тој објави повеќе пропусти во истрагата за загинувањето на новинарот и основач на Фокус Никола Младенов. Во периодот по откритијата во 2012-та, тој беше уапсен, ама за Ореше, случајот кој државните истражни органи не го решаваат повеќе од 2 децении. Миомир Серафиновиќ за овој случај од архивите на КОТ. Повеќе од 2 децени по убиството со калашников на Лазо Милошевски во селото Ореше, тоа злосторство се уште се води како нерешено. Иако имаше 5 судења, во кои првен имаше осудени, но на крај се заврши со ослободителна пресуда. Немаме никакви информации, никој ништо не ни кажува, не знаеме до каде. Се е поради судството и нашата полиција, која не го реши и расветли убиството и не донесе пресуда за виновниците. Ни изјави телефонски со растревожен глас внуката на убиената жртва. На 2 декември 2005 година, со истрел од калашников застрелан е во својот дом покрај прозорец Лазо Милошевски. Во тоа време имал 71 година. Истрагата се потпираше на материјални докази, но и на исказ на заштитен сведок, па како директни извршители беа обвинети браќата Јордан и Љупчо Ѓорѓиевски, а како нарачател беше обвинет Ѓоре Петровски, кој во тоа време беше во Флорида во Америка. Како доказ, обвинителството користеше и исплати на $3200 од Ѓоре Петровски преку Вестерн Юнион до браќата Ѓорѓиевски. Заштитениот сведок Бреза во случајот тврдел дека нарачувањето на убиството му го признал Ѓоре Петровски. Ѓоре Петровски во јули 2011 година беше екстрадиран од Америка во Македонија. Заштитениот сведок Бреза всушност е Златко Арсовски, кој во времето на својот исказ бил во затвор. Подоцна го повлекува исказот и лежи затвор и за давање на лажен исказ. Ѓоре и браќата Ѓорѓиевски на последното судење 2015 и со правосилна пресуда од ноември 2018 се ослободени, бидејќи судот не утврдил дека има докази за сторено кривично дело – убиство. Обвинетите тврдеа дека се жртви на прогони на местенка на судско-обвинителско-полициска група во Велес. Добија одштета од државата за држање во притвор за дело за кое не се осудени дека се виновни. Од 2018 наваму нема нова информација за тоа нерасветлено мистериозно убиство, а учесниците во тој процес полека ја напуштаат животната сцена. Во последните 2 години починале синот на убиениот Лазо Милошевски, потоа ослободениот Јордан Ѓорѓиевски и заштитениот сведок Златко Арсовски. Своите приказни ги однесоа со себе, а државата не успеа да го расветли злосторот поради кој сите патеа и беа жртви. Цели 2 децении. Код во 2013 година направи своје истражување за случајот Ореше. Веднаш откако беше уапсен и обвинет и новинарот Томислав Кежаровски, бидејќи ги објави сомнежите за злоупотребите со заштитениот сведок Бреза. На 50 километри од Велес, Ореше е село каде своевремено луѓето се населиле од гари, па заедно со селаните од соседното Папрадиште се единствените мијаци меѓу брсјаците овде.
Во Ореше речиси сите се крвно поврзани, оти не сакајќи да се ородат со брсјаците, невести или момчиња се земале само од Ореше или од Папрадиште. Роднинските врски се цврсти, такви биле и меѓу семејствата Милошевски и Ѓоргиевски. Со оваа странка што е оштетена со убиениот, ми сме во роднинска врска. Ние бевме толку многу блиски со нив, толку многу, значи јас не знам што би направила за нив. Но од најдобри пријатели, сега се закрвени непријатели. Вака е од 2005, кога е убиен 71 годишниот Лазо Милошевски. Еден истрел низ прозоретот бил фатален за него. Но до денеска, судот не докажа кој го уби и зошто. Грешки во уведот, грешки во истрагата, грешки во судскиот процес, многу контроверзи, веќе 8 години ќе следат убиството, кое засега барем официјално нема ниту мотив, ниту убијци. А речиси нема куќа во селото која нема пушка или муниција, со или без дозвола. Но чија пушка го уби Лазо? Од местото кај што е пукано имаше траги само од еден човек од долот на кај низ шумата. Тоа е малку симптоматично. Траги од машка цокула, од пушок од цигара, влакна. Се е најдено, ама не е најдена пушката. За да се најдат пушката, средствата со кое е извршено кривичното дело, никој не побара од мене такво нешто. Овие искази на истражниот судија Валентин Зафиров беа дадени по укинувањето на 12-годишната присуда за браќата Ѓоргиевски. 15 часа по убиството истражителите излегле на терен. 3 години подоцна покренато е обвинение дека убиството го извршила Ордан и Љупчо по нарачка на Ѓоре Петровски. Два пати судот во Велес ги осуди на 12 години затвор и исто толку апелација ги ослободуваше. Од изведените докази, судот утврди дека двајцата обвинети се виновни, дека го сториле кривичното дело, поради што судот ги осудил на казна затвор од по 12 години. Но ви господине судија, да не можете да надвишите се овој. Вакви беа реакциите кога од 2010-та судијата Иле Танев ја прочита пресудата дека браќата се виновни. За време на судењето нивниот бранител 7 пати бараше изземање на судијата. Не можете вие да судите одлука за ваши изземања. А не можам јас, па пиши вака. Судот донесе решение. Се одбива предлогот за изземање, барањето за изземање на претседателот на Советот. Во март годинава е донесена последната пресуда. Настана целосен пресврт. Обвинетите се ослободуваат од кривично. Оние кои претходно фрлаа дрва и камења по судијата. Чукните ги малце главите кога го затворате бе луѓе. Сега му се заблагодаруваа. Искочи правдата на виделина и се заблагодаруваме на судот што конечно ја донесе правата одлука. Правдата искочи. Му ги бакнуваа рацете. Господ здраве, си гледал правда. Значи немојте ме молам вакви работи. 2 месеци по пресудата, луѓето од судницата се најдоа в притвор. Оние кои го ставија парафот на ослободителната пресуда. Судијата Иле Танев е осумничен дека ја заменил доставницата со грешни датуми, па во досплух со јавниот обвинител му овозможил да поднесе жалба за висината на казната и покрај истечениот рок. Во притворска келија е и обвинителот Ивица Ефремов, кој според пријавата дал согласност за укинување на притворот за осумничените за убиството, браќата Ѓоргиевски, откако за тоа наводно го кандисала неговиот колега, поранешен врховен судија
Борис Николовски и Јане Павловски Тица. Ликвидација го ликвидираше од слобода некогашниот истражен судија Валентин Зафиров. Тој од судија стана адвокат, а случајот Ореше му беше одземен. Но тој тврдеше дека му е украден од председателот на судот и председателот на судскиот совет. Откако завршив истрагата, јас у четвртокот кога си го побарав, односно петокот предметот за да го пратам во обвинителство, најнаш констатирав дека го нема предмет и дека никој жив не знае у судов кај е предмет. Валентин Зафиров беше разрешен. Репортажата во весникот Репортер 92 може би била повод да го тргнат од случајот, но официјално му беше кажано нешто друго. Тоа дека јас на директорот сум му окажал својството и на заменикот директор сум му окажал својството, се тоа лага. Наместо во 2008, дури во 2013 обвинителите заклучија дека новинарот објавил информации кои го открија идентитетот на заштитениот сведок Златко Арсовски Бреза. Се сомневаат дека патот од судската канцеларија до весникот бил преку адвокатите на обвинетите. Ним Зафиров им го дал исказот, иако бил строго доверлив, тврди сега МВР. Кога он сведочеше пред мене, немаше статус на заштитен сведок. Статус на заштитен сведок, согласно законот за заштита на сведоци, е сосема нешто друго. Началникот викаше дека го продал Валентин делото, ќе го судиме 15 години ова. Напосле ми викат, немаме докази да го судиме, го навркавме од работа адвокат. Златко Арсовски се појави од ненадеж во 2008. Тврдеше дека ги знае убијците, но по 5 години се премисли. Имало ли тајна врска меѓу сведокот, судијата и новинарот, меѓу новинарот и адвокатот на обвинетите? Ова прашање допрва треба да се докажува. Оти судењето доби сосема друг тек, откако сведокот изјави дека се што кажал против браќата било под присила на полицијата. Прогонот на новинарот Кежаровски почна откако тој објави повеќе пропусти во истрагата за загинувањето на новинарот и основач на Фокус Никола Младенов. По многу притворски денови и во затвор и во својата куќа, случајот со Кежаровски го спушташе рейтингот на државата за слобода на изразување, бидејќи државата упорно го тераше прогонот, а заштитениот сведок се откажа од своето тврдење и го поништи исказот. Под линијата, кај Драчево и Долно Лисиче. Ова е Орешево мало. Оти во овој триаголник, Драчево, Лисиче, населба Велешка, има многу доселеници од планинското село. Тука живее и поранешниот заштитен сведок Бреза, а неговата куќа со мали напори и помош од локалните жители брзо ја најдовме. Никој не се јави на нашите повици пред куќата. Код успеа да стигне до куќата на Бреза, Златко Арсовски, но доколку тоа го стореше и објавеше пред половина година, тогаш ќе значеше откривање на неговиот идентитет како заштитен сведок. Сушност Бреза сам си го откри својот вистински идентитет како Златко Арсовски, откако по сопствена иницијатива излезе пред јавноста и пред судот и го смени својот исказ од обвинителен за браќата обвинети за платено убиство во тоа дека под закана морал да сведочи како што му напишале. Ја бев малтретиран многу во притвор. Ми се закануваа за деца, за жена, за семејството. 30 години дела ќе ми наместуваат. Ова, она, сите дела во село Ореше што се направени. Ако не потврде вело што ми кажа, инспекторот, изјава намонтирана, ја пише изјавата, ја научив на памет и ја кажа. Ноември 2008 во Репортер беше објавен негов исказ со спротивно тврдење дека браќата се убијците. Кој го притискал? Полицијата, осомничениот нарачател или семејството на убиениот? Овие одговори недостасуваат во замрсената приказна околу заштитениот сведок. Затоа полицијата понуди одговори на други прашања. 5 години по написот во кој се открива идентитетот на Бреза, авторот на текстот Кежаровски е притворен заедно со судиите и обвинителот кои работеа на платеното убиство во Ореше. Колегите новинари протестираа против притворот, а се реда и реакции на меѓународните новинарски здруженија кои бараа ослободување на Кежаровски од притвор. Судот остана доследен на својата одлука,
притвор затоа што проценил дека новинарот можело да избега од државата и исто така и да влијае на сведоците. Ценејќи дека со оваа мерка единствено нема да се наштети на понатамошниот тек на истражната постапка, односно дека со оваа мерка ќе се остварат целите на истражната постапка. За колегите на Кежаровски, притворот е престрога мерка за дело кое е сторено пред 5 години, за сведок кој сега тврди дека исказот го дал под полициска присила. Колку што може оваа постапка, кривична постапка што се води, да биде и транспарентна и законита, за на крајот да имаме навистина правна разврска од која што сите ќе можеме да бидеме задоволни од одговорите. Интересно е дека новинарот Кежаровски, покрај тоа што според сегашната истрага го открил идентитетот на заштитениот сведок, без проблеми доаѓаше и во МВР на пресконференции, но одеше и новинарски да следи судски процеси, меѓу кои и судењето за Ореше, кога сведочеше заштитениот сведок Бреза. Делото за кое се гони Кежаровски сепак не е наивно и затоа не застарува. Минималната казна е 4 години затвор, а доколку поради објавениот идентитет сведокот биде убиен или се самоубие, тогаш може да биде пресудена и до животна казна. Државата не престана да го гони Кежаровски. Следуваше промена на власт. И на крај, судскиот случај застар. А Кежаровски се уште чека одштета од државата за прогонот и за притворот. Државата не дозволи правда и не му дозволи судскиот процес да му ја потврди невиноста за делата кои му се ставаа на товар. Немаше ниту истраги за големите обвинувања за злоупотреби во истрагата за Ореше, како и за шверц и препродажба на оружје. 20 години по убиството на Лазо Милошевски. Предметот Ореше се уште е отворен, без одговор кој е злосторникот и зошто. Интересно е кога ќе сретнете имиња на лица кои сте ги обработувале по други криминални дела, понатаму дека прават повторно кривични дела. Зачудува фактот дека тие не се во затвор. Но Ѓоро Петревски во моментов е во притвор заради палењата на куќите по течението на реката Бабуна. Ќе го следиме исходот. Ви благодариме што и вечерва бевте со Код. Имајте пријатна вечер, а ние се гледаме идната недела во исто време.